Трст, уште од југословенската војна во 90-тите, е дестинација за мигрантите и барателите на азил кои влегуваат во Западна Европа. Според локалните непрофитни организации, има добро развиен систем за нивно сместување и справување со нивните потреби, но од летото градот е преоптоварен. Джанфранко Скиавоне, председател на организацијата ЦИС, вели дека градот и порано останувал без станови за новодојдени лица. For one day, 2 days, some days, not more. Еден ден, 2 дена, неколку дена, но не повеќе, но минатото лето тоа се случуваше неколку недели. Така што сега ситуацијата е сосема луда, па дури и во зима. Ситуацијата е тешка. Санам Ѓул Синвари, пред еден месец од Афганистан, пристигнал во Трст. Откако ги потрошил сите пари, обидувајќи се да стигне со брод од Турција во Грција, за да влезе во Западна Европа, тој се одлучил за балканската рута. На својот пат, тој пливал низ реките во Хрватска и се соочил со тепање од страна на бугарската полиција и се му било запленато. Бев војник. Откако падна Кабул, економските услови беа катастрофални во Афганистан, па решив да заминам, бидејќи мојот живот беше загрозен од талибанците и немаше економска можност. Италијанците се навистина гостопримливи, но системот не функционира. Мораме да спиеме на улица, надвор. Заедно со околу 100 други мигранти, тој спие во напуштен магацин. И јас, за среќа, добив засониште за 3 ноќи. Меѓутоа, ако има некоја ранлива личност, тоа ќе биде приоритетен случај и ти им го даваат засоништето нив. Волонтерот Исмаил вели дека сега има повеќе мигранти. Sleeping 20, 25, 30 people. Спие 25-30 луѓе и се смета за итен случај, но од средината на јули гледам зголемување на бројките, дури 300 луѓе гледам како спие таму. Според Frontex, пограничната агенција на Европската Унија, повеќе луѓе се одлучуваат да одат по балканската рута во Европа, отколку на било кој друг начин. Копнената балканска рута ја престигна и рутата на Централното Медитеранско море од Либија до Италија, која беше најпопуларна. Кармен Конте од групата за миграцијска политика со седиште во Брисел вели: One of these is that there's a lack of legal. Не достигаат правни патишта за безбедно да се стигне до Европа, исто така другиот проблем е што Медитеранот станува многу ризичен. Земјите како Италија и Грција имаат многу рестриктивни политики. Тактиката на притиснување, каде што крајбрежната стража од Италија и Грција често користат методи нелегални според законот на Европската Унија за да ги одвратат чамците со мигранти, се добро документирани. Во Италија, мигрантите дури биле спречени да се симнат од чамците за спасување. Запрашан дали фактот што повеќе луѓе одат по балканската рута покажува дека мигрантите се повеќе се одвраќаат од акциите на земјите како Италија и Грција, Горан Будиовски од непрофитната американска непрофитна фондација Отворено општество вели: Апсолутно, и тоа не е поради нивната тешкотија која мислам дека е документирана. Но исто така тоа е поради, според моје мислење, неуспешната политика на одвраќање. Булдиовски вели дека европските земји треба да спроведат поразумни политики кои обезбедуваат безбедност за мигрантите. Што се однесува до Синвари, тој се надева дека ќе побара азил што е можно поскоро. Тој вели дека неговото семејство во Афганистан зависи од него.